Прво, фала ви на сите што дојдовте. Многу ми е драго што ве гледам во голем број и јас се надевам дека ќе останете до крајот на вечерта за да видите што ви спремивме јас и мојот тим. Ова е мојот втор албум и се надевам дека е ова само почеток и она што, како ја што викам, најдоброто допрва доаѓа од мене и се надевам ќе уживате во остатокот од вечерта. На албумот има 9 песни, 3 се веќе излезени. Имаме уште 5, со тоа што и онаа со Благица Павловска Чукај Чукај и со Роберт веќе излезена. Сите песни се различни, сакав сите да бидат различни, ниедна да не личи една од друга и се надам дека секој од вас ќе си одбере една посебна која што ќе му се допаѓа или дај Боже и повеќе. На Кијан мислам дека му е Папи Леј, прво му беше жена, и нонстоп си ја пее, мислам уште ја пее по дома и баш пред да излезам од дома беше право машко, знае како треба да се сака една жена. Така што Папи Леј е сега за сега песната која што на Кијан најмногу му се свиѓа, иако ги пее сите и многу ми е мило што има осет за музика и многу брзо памти. Па искрено многу, иако секоја личи на мене и гледав на овој албум да сум своја и да го покажам она најдоброто од мене и верувам дека ќе им се допадне на гледачите и на слушателите. Аутфитот што го носам, искрено идејата беше на Роберт да изгледам вака, како и за спотовите и за кај е Роберт? Тука е негде, трча. Цел ден трча за промоцијата. Како што кажав, идејата беше на Роберт, оваа креација на Дејан Сидор, стайлингот го направи Викторија Бурсак, Даниел Николовски за шминката и за косата, тимот кој што победува несомнено. Да, за секоја песна ќе има спот и тоа за секоја песна баш онаков спот како што и доликува на песната. Не сакав ни еден спот да биде пуштен колку да се сними нешто и гледам секогаш кога правам било каков проект, тоа да е лудило и мора да биде лудило. Сите се снима во Македонија, но на различни локации, Доиран, Пониква, Скопје и мислам дека ќе гледате нешто многу интересно. Добро, Аман, збориме од новите 5, од новите 6 односно, инаку Аман беше снимана во Египет и си поминавме стварно преубаво, бевме цел тим и снимивме еден стварно преавтентичен спот и тоа е тоа. Спотовите ќе бидат промовирани утре во 12 часот. Сите спотови и песни, односно ќе излезат одеднаш. Сакав да излезат сите одеднаш затоа што сметам дека кога објавуваш албуми треба да излезат сите песни. Многу луѓе ме прашаат зошто сите одеднаш, нели се плашиш дека една ќе помене повеќе од другата, меѓутоа ова не го направив за да јас да очекувам дека сите песни ќе бидат хитови. Нормално и не може сите да бидат хитови, а дај Боже да бидат хитови сите. Меѓутоа, кога правам албум, сакам да го дадам најдоброто од мене и најважно е и тоа на крајот од денот. Не е важно која песна ќе биде хит и дали ќе бидат сите хит. Да очекувате концерт после промоција, ама не ви откривам кога. Па, да бидам искрена, никогаш не слушам коментари од страна, секогаш сум гледала да бидам храбра и да бидам она што сум јас и едноставно навистина гледам да сум своја и да го дадам максимумот во секој проект и гледавме стварно да го извадиме максимумот од секој проект, да не биде снимен еден спот колку да биде снимен или некоја песна да биде направена колку ајде да пополниме во албумот. Едноставно сакавме да се дадеме максимум во цел проект и мислам дека и тоа и ќе го видите. Па сите околу мене размислуваат слично, иако јас сум навикната уште од мала како го работам ова да некој друг кажува од страна за мене и таа одлука да биде на некој друг. И така и сум научена. Многу ми е драго што го има мојот тим од сам старт, што секогаш знам точно што ќе облечам, каква шминка ќе имам, каква коса, каков аутфит. На овој албум конкретно, односно најголем виновник за овој албум и за проектите вака да изгледаат како што изгледаат е Роберт, дефинитивно. На Роберт е режијата за сите спотови, идејата за сите спотови, реализацијата за сите спотови и мислам дека го направивме стварно најдоброто.
Буквално секогаш и во секој проект гледам да се надминам себе си и гледам да секој проект биде различен од оној претходниот. Ако во жена сум имала кратка коса, на Аман да имам многу долга коса, не знам, во прво види се себе косата ми е розева. Едноставно сакам секогаш да сум различна и гледам тоа најдобро што можам да го правам. Многу емотивно, иако сите на почеток кога влегуваат ме прашуваат како си, викам супер. Добро се носам и немам да кажам некој стрес. На првиот албум имав повеќе стрес. Меѓутоа мислам дека ќе гледате стварно убави проекти. Песните не можам да ги опишам, ќе морам да ги опишам една по една, затоа што се сите различни, една на една не личи воопшто. Гледавме да секој има различен звук и мислам дека тоа и го направивме. Не сакав да е на еден албум да се сите песни исти, да наликуваат една на друга или звукот да е ист. Едноставно сите гледавме да бидат различни. Дефинитивно ова е супер прашање и морам да ти одговорам искрено, уште на прва гледам дали публиката ќе ја пее песната и дали публиката ќе го пее рефренот со Лази, со Даре, кога седиме во студија и Лаза има навика кога седиме или правиме песна, веднаш да каже чекај да видам дали ми ја пее песната публиката, што значи мислам дека тоа е клучно за една песна. Дефинитивно, оние кои што ме познаваат добро знаат колку сакам да глумам и колку ја сакам глумата и во еден наврат со Тони Михајловски се сретнавме пред одредено време и го прашав баш дали снима некој филм и дали ќе бидам повикана. Сигурно ќе бидеш повикана и сигурно ќе те викнам да бидеш дел од некој филм, затоа што знам колкав талент поседуваш за глума. Мене ми е многу криво што мюзиклот за Тоше не продолжи и оние представи кои што требаше да одат низ цел Балкан не продолжија, меѓутоа се надам во ова еден апел да го вратат мюзиклот за Тоше Проевски и многу други мюзикли. Дали го преслушав пред да дојдам една недела пред? Не, вака, песните ги немам слушнато, па можеби 2,5 недели, затоа што сакав да ми олади малце главата. Знаете, кога снимате албум или кога снимате песна, кога треба да излезе некоја песна или спот, не го прегледувате, не ја преслушувате песната затоа што знаете да досади, затоа што на спот кога се снима се знае дека тоа трае со сати и песната трае со сати и се слуша нонстоп и гледам да не ми издосадат, меѓутоа да, секогаш ги преслушувам, си барам мани, дали ќе па најчесто со Роберт, затоа што сме заедно дома. Гледам моите родители да не ги оптоварувам многу, иако ми ги бараат песните, те молам прати ми ја да слушам. И им ги праќам нормално, затоа што тие се моја најголема поддршка од сам старт и гледам да ги вклучувам во се и многу ми е драго што се тука за да ми дадат и совет и сугестии и дали нешто можеби не им се свиѓа во интерпретација, така што